За една година е пролонгиран рокот за финиширање на изградбата на новата клиничка болница во Штип. Причини за побивање на предвидениот рок е неколкумесечниот застој во градежните работи. Иако иницијално првичната проценка беше дека градежните работи треба да завршат до крајот на оваа година, после минатогодишниот застој од неколку месеци, рокот е пролонгиран, меѓутоа работниците се повторно во објектот и очекуваме тој да заврши негде во септември 2019 година. Интензивно ќе почне се работи на делот каде што треба да биде сместен акселераторот. При денешната посета министерот Филипче најави дека во септември ќе биде распишан и оглас за нови вработувања во Штипската болница, каде што покрај лекари и медицински сестри голема потреба има и од технички персонал. На сега моментот се прави детална анализа за финансиските средства, за сите вработувања кои што Штипската болница има свои средства, ќе започнеме процедурата, а за вработувањата за кои нема средства ќе бараме и ќе добиеме дополнителна сума на средства од Министерството за финансии. Министерот Филипче денес ги промовираше 10 пациент монитори наменети за коронарната единица кои се донации од штипската компанија Телекабел. Ќе посетиме коронарната единица, значи градскиот оддел, каде што веќе во функција се ставени 10 лежаи со 10 пациент монитори и од сега сите пациенти кои што ќе ги користат услугите на ово одделение ќе бидат сместени таму и ќе бидат испишувани од таму. Тоа е решавање на еден проблем кој што го имавме во изминатиот период, каде што на другиот крај од болницата, односно на интерно одделение ги носевме тие пациенти и сега целата потребна нега ќе прима таму. Министерот за здравство денес оствари средба и со семејството на починатата родилка од Свети Николе. Обдукцијскиот наод и извештајот за трагедијата ќе бидат познати во текот на наредната недела.